четврток, 26 септември, кратки вести во 12 часот. Информацијата за одлуката за носење на униформи во Основното училиште Григор Прличев во Охрид е помеѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите во најголемиот дел од коментарите ја поздравуваат одлуката донесена во Основното училиште и апелираат и до одговорните на локално и државно ниво истото да се направи и во останатите училишта. Дел посочуваат дека и фризурите на учениците треба да бидат соодветни и дека во училиште не треба да носат накид, девојчињата да бидат нашминкани и со големи лакирани ногти. Четворицата кандидати за градоначалник на општина Охрид на предстојните локални избори го потпишаа кодексот за фери демократски избори. Претенденти за градоначалничката фотелја на овие локални избори се доктор Асен Шајн од СДСМ и нивната коалиција, актуелниот градоначалник Кирил Пецаков како кандидат на ВМРО ДПМН и коалицијата, Стефче Стевоски како кандидат од Твоја партија и Гоце Цветковски како независен кандидат. Изборната кампања започнува во понеделник и ќе трае до 17 октомври. Граѓаните на 19 октомври ќе гласаат за избор на градоначалници и членови на општинските совети, а евентуалниот втор круг би се одржал на 2 ноември. Преспанското езеро забрзано старее во споредба со останатите природни езера, што се гледа преку прекумерното цветање на алгите во езерото, процес за кој во голема мера придонесува прекумерната употреба на пестициди, кои преку реките и подземните води завршуваат во езерото, истакна доктор Орхидеја Тасевска, директорка на Хидробиолошкиот завод од Охрид на панел дискусија. Сериозно е тоа што многу често има токсични алги кои го загрозуваат животот во езерото, но понатаму и на луѓето преку исхраната со риба, вели Тасевска. Заклучено е дека на Преспа и треба заедничка акција, која ќе тргне од граѓаните, а ќе ја продолжат институциите и од локалната и од централната власт, за да се дојде до почиста животна средина која пак значи здравје за сиот жив свет. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и услови за дожд. Дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 23 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.